Во рамки на стратегијата за партнерство со Македонија за периодот 2015-2018 година, Светска банка најави дека во наредниот период планира да обезбеди околу $135 милиони во нови кредити, кои ќе ги насочи кон управувањето со јавните финансии и реформи во социјалните услуги, како и инвестиции во областа на енергетската ефикасност. Од Светска банка информираат дека вкупното финансирање на Светска банка за стратегијата 2015-2018 година ќе изнесува околу $360 милиони. Новата партнерска рамка за периодот 2019-2022 година според најавите од Светска банка ќе биде дискутирана и договорена со владата на Република Македонија во втората половина на 2018 година. Во објавениот преглед за успешност и научени лекции во кој се оценува напредокот во имплементација на тековната стратегија за партнерство со земјата 2015-2018 година, од Канцеларијата на Светска банка во Скопје констатирале дека Македонија има постигнато значителни резултати во зајакнување на мрежите на социјална заштита и пред крајот на 2018 година очекува натамошен напредок во управувањето со јавните финансии, инвестицијската клима, патната инфраструктура, образовниот сектор и општинската инфраструктура. Констатирано е и дека имплементацијата на програмата е на вистински пат со забележлив напредок во подобрување на транспарентноста во управувањето со јавните финансии и ефикасност во системот на социјална заштита. Интервенциите на групацијата Светска банка, како што се наведува во нивното соопштение, забележале задоволителен напредок во создавањето подобри услови за инвестициите во приватниот сектор и поврзување со странските директни инвестиции. Тековната стратегија е фокусирана на две широки теми – раст и конкурентност и вештини и инклузија, со агендата за пристап кон Европската Унија како тема која се проткајува низ стратегијата. Соработката со Европската Унија во текот на последните години се зголеми преку користење на достапните фондови од ИПА за локална и регионална конкурентност во туризмот и подобрување на општинските услуги во руралните области.